Па ја жената на Клементина од Елвис Брус Вајт. Пред појадок. Каде тргнал тато со секирата? Ја праша темјаника мајка си додека ја местеа масата за појадок. Кај кочината, одговори Вангелица. Ноќеска се опраси маторицата. Тогаш, зошто му е секирата? Пак праша темјаника која имаше само 8 години. Види, рече мајката. Едно од прасињата е кржле. Многу е малечко и слабо и од него нема ништо да биде. Затоа, татко ти реши да му ги скрати маките. Да му ги скрати маките? Вресна темјаника. Сакаш да кажеш да го убие? Само за тоа што е помало од другите? Вангелица стави чаша крем на масата. Не викај, темјанике, рече таа. Во право е татко ти. И така прасето, кога тогаш ќе пцовиси. Темјаника турна една столица од пред себе и истрча надвор. Тревата беше влажна, а земјата мирисеше на пролет. Патиките и станаа жива вода кога го стигна татка си. Не убивај го, тато, липаше темјаника. Те молам. Вангел застана. Темјанике, рече нежно, смири се. Да се смирам? Списка темјаника. Овде се работи за живот или смрт, а ти ми велиш да се смирам. Низ образите и течеа солзи, а таа ја дофати секирата и се обиде да ја истргне од рацете на татка си. Темјанике, рече Вангел, повеќе се разбирам од прасиње од тебе. Едно вакво слабче само би ни било товар, а сега оди. Те молам, плачеше темјаника. Што е виновно прасето што се родило помало? А јас да се родев помала, и мене ли ќе ме убиеше? Вангел се насмеа. Таман работа, рече и со љубов погледна во ќерка си. Ама ова не е исто. Едно е мало девојче, а друго е мало кржлаво прасенце. Јас не гледам разлика, рече темјаника, се уште држејќи се за секирата. Во животот немам чуено за поголема неправда од оваа. Лицето на Вангел Панов се омацури. Се чинеше дека и самиот ќе заплаче. Добро, рече. Врати се дома, а јас кога ќе си дојдам, ќе ти го донесам кржлето. Ќе те оставам да го раниш со цуцла како бебче. Дури тогаш ќе видиш каква белја си зела на врат. Половина час Вангел си дојде дома со картонска кутија под мишка. Темјаника беше горе и се пресоблекуваше. На кујската маса беше појадокот, а во собата се мешаше мирисот на кафе, сланина, влажни тапети и чадот од печката на дрво. Стави го на низиниот стол, рече Вангелица. Вангел ја спушти картонската кутија на темјакиниото место. Потоа отиде до лабавото, си ги изми рацете и си ги избрише од крпата. Темјаника полека слезе по скалите. Очите ѝ беа црвени од плачење. Кога се доближи до својот стол, кутијата почна да претка и се зачу некакво гребење. Темјаника прво погледна во татка си. Потоа ја отвори кутијата. Таму, внатре, загледано во неа, стоеше скукулено новородено прасе. Беше бело како снег. Утринската светлина му болскаше низ ушињата и ги правеше розови. Твое, рече Вангел. Спасено е од предвремена смрт. И нека Господ ми прости за оваа глупост. Темјаника не можеше да го тргне погледот од ситното прасенце. Гледајте, шепоташе. Какво совршенство! Вистински бисер! Потоа, внимателно ја затвори кутијата. Првин го бакна татка си, а потоа и мајка си. Пак го отвори капакот, го крена прасенцето и го доближи до образот. Тогаш во собата влезе низиниот брат Соколе. Соколе имаше 10 години. Беше тешко вооружен. Воздушна пушка во едната рака, дрвена кама во другата. Што е ова? Праша. Што доби темјаник? Гостин за појадок, рече Вангелица, а сега оди и измиси ги рацете и лицето.
Сакам да го видам, рече Соколе спуштајќи ја пушката. Што, зарем ова црвче го викате прасе? Па тоа не е поголемо и од бел стаорец. Изми се, Соколе, и седни да јадеш, рече мајката. За половина час ти доаѓа автобусот. Може ли, тате, и јас да добијам едно прасе? Праша Соколе. А, не, рече Вањко. Прасиња давам само на ранобудници. Темјаника стана уште взори за да го спаси светот од неправди и затоа сега има прасе. Малечко, навистина, ама е прасе. Ете, што може да се случи кога се станува навреме. А сега да јадем. Но Темјаника не можеше да јаде без да му даде млекце на прасето. Вангелица најде некакво шишенце и гумена цуцла. Тури топло млеко во шишето, ја намести убаво цуцлата и го даде на Темјаника. Нарани го, рече таа. Помалку Темјаника седеше на подот во ќошот од кујната со гудето во скут и го учеше да шлапка од цуцлата. Иако ситничко, прашето имаше добар апетит и брзо научи да цица од шишето. Автобусот свирна од патот. Трк, нареди Вангелица. Го зеде прасето од Темјаника и на брзина и тутна едно колаче врак. Соколе ја грабна пушката и уште едно колаче. Децата истрчаа надвор и се качија во автобусот. Темјаника не ги забележуваше другите во автобусот, само седеше така и се джареше низ прозорецот. Си мислеше колку е убав светот и колку е среќна што може да се грижи за едно малечко прасе. Кога автобусот стигна до училиштето, Темјаника веќе имаше име за своето милениче. Најубаво на овој свет. Ке се вика Цанко, си шепотеше. Таа се уште размислуваше за прасето кога ја стана учителот. Кажи ми, Темјанике, кој е главен град на Македонија? Цанко, одговори Темјаника занесено. Учениците се засекотија. Темјаника поцрвена.